Благодарам, председателе, почитуван председател на комисијата, почитувани колеги пратеници, почитуван председател на Државна комисија за спречување на корупција. Денеска расправаме за годишниот извештај за работа на Државната комисија за спречување на корупција за 2024 година, што ја символизира и кое што треба да ни покаже дали институцијата им води борба против корупцијата. Навистина ја води таа борба. Извештајот формално ја опфаќа целата 2024 година и содржи детален преглед на активности, предмети, анализи и препораки. Но суштинско прашање е дали овој обемен извештај нуди и обемни резултати. Според самиот извештај, во 2024 година Државната комисија за спречување на корупција постапува поголем број пријави, преставки и иницијативи. Отворила предмети по различни основи и испратила значителен број дописи и препораки до други институции. Но извештајот јасно покажува и нешто друго. Најголемиот дел од активностите завршуваат со констатации и укажувања, а не со конечни институционални исходи. Државната комисија за спречување на корупција во извештајот самата наведува дека постои недоволна соработка со одредени институции, постојат законски и системски слабости и дека дел од препораките не се имплементираат со години. Почитувани, кога една институција од година во година ги констатира истите слабости, а тие слабости обстајуваат, тогаш веќе не зборуваме само за проблем во системот, туку и за ограничен институционален капацитет да се влијае врз тој систем. Во 2024 година Државната комисија за спречување на корупција посебно се фокусирала и на изборниот процес, со следење на финансирањето на претседателските и парламентарните избори. Во извештајот е наведено дека биле ангажирани дополнителни аналитички капацитети и дека се изготвени посебни анализи и извештаи за изборното финансирање. Но тука треба да го поставиме суштинското прашање. Колку од тие утврдени ризици резултирале со конкретни постапки и одговорности? Извештајот содржи анализи, но не содржи јасна слика за тоа колку случаи завршиле со санкција, колку се со разрешница и колку од нив останале заглавени во институционалниот лавиринт. Особено загрижува фактот што и во 2024 година, како и претходно, високата корупција останува најмалку видлива во конечните исходи. Таа е присутна во анализите, ризиците, во општите оценки, но ретко во завршните постапки со јасен епилог. Државната комисија за спречување на корупција во извештајот исто така известува за следење на спроведување на националната стратегија за спречување на корупција. Но повторно гледаме дека дел од мерките се реализираат формално, дел со задотнување, а дел остануваат само на хартија. Тоа создава впечаток дека борбата против корупцијата се води повеќе декларативно отколку оперативно. Почитувани колеги, Комисијата за спречување на корупција не е формирана само да биде хроничар на проблемите, туку инструмент за нивно решавање. Кога институцијата, што треба да биде најгласна, станува премногу внимателна, тогаш довербата на граѓаните во неа логично опаѓа. Затоа овој извештај не смее да го третираме како формалност. Тој е сигнал, но и предупредување. И тоа предупредување дека без јасни критериуми за резултат, без мерење на ефект, а не само на активности и без поголема институционална храброст, секој следен извештај ќе личи на претходниот.
а корупцијата ќе остане постојана тема без постојано решение. Ова собрание има обврска критички, а не протоколарно, да го разгледа извештајот за 2024 година на Комисијата за спречување на корупција и да испрати јасна порака дека од Државната комисија за спречување на корупција се очекува повеќе од констатации, се очекуваат резултати. Затоа борбата против корупција не се добива со дебели извештаи, туку со тенка линија меѓу анализата и дејствувањето. Па затоа ви посакувам, вас председателе, успешна работа и да гледаме поубави извештаи од ове и извештаи со активни резултати. Ви благодарам. Благодарам.